Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината и поважните вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Четврток, 8 ноември, е големиот празник Митровден. Службата почнува од 9 сатот са бајлето. Соопштение од нашата нова управа во Ньюкастел. За сите погреби во црквата Свете Богородица, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирањето на истиот. За повеќе информации јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456, кај Ристо Веловски на 0414 296910, исто и кај Саше Стојчевски на 0408 490148. Исто така може да се јавите кај овие членови за салата ако треба за некои ваши веселби и други потреби. Пензионерското друштво Гоце Делчев од Ньюкастел организира прошетка со автобус до Сидне во местото Пакли Маркет, и тоа во сабота на 17 ноември со поаѓање на автобусот од пред црковната сала во 7:30 сатот са бајлето. Цената е $20 по лице. Исто така тие најавуваат дека пензионерската чланарина може да се платите за ова година ако се јавите во салата секој понеделник и четврток кај управата на пензионерското друштво Гоце Делчев. Одиме со најновите вести од Македонија. Адвокатите го обвинуваат судот дека ја одовлекувале постапката за доставување на жалбата на Груевски до Врховен суд. Одбраната на поранешниот премиер Никола Груевски обвинува за нови нечесни игри против него од страна на судот. Според адвокатите на Груевски, во неговиот случај се прекршува стандардната процедура при поднесување на барање за преиспитување на правосилната пресуда. Тие појаснуваат дека секогаш кога се доставува жалба до Врховниот суд на Република Македонија, која процедуално се предава во Основниот суд, судијата кој го водел предметот, истиот предмет во Основниот суд, веднаш или најдоцна следниот ден, откако го добил, го препраќа до Апелациониот суд, кој исто така веднаш или најдоцна следниот ден го препраќа до Врховниот суд, кој пак по прибирање мислење за жалбата од обвинетелот носи одлука. Од одбраната на Груевски велат дека иако жалбата ја имат поднесено во среда, 24 октомври, рано наутро, таа се уште стои кај судиската надлежна за овој случај. Ова го утврдиле адвокатите кои секој ден проверуваат дали жалбата е проследена кон повисокиот суд.
Одбраната вели дека постои загриженост случајно да не се дојде до ситуација пред Груевски да биде внесен во затвор. Врховниот суд да донесе одлука за запирање на извршувањето на санкцијата, додека не се донесе конечна одлука од страна на Високиот суд во нашава земја. Дузинас. Договорот од Преспа модел за решавање на долгогодишни проблеми. Историскиот договор од Преспа даде модел како преку преговори и политички договор да се решат долгогодишните прашања кои имаат особено тешки идентитетски проблем, рече пратеникот од Сириза и председател на Постојаната комисија за надворешни прашања и национална одбрана во грчкиот парламент, Костас Дузинас, говорејќи на вториот ден од Евроарапскиот самит што се одржа во Атина. Овој договор го почитува само определувањето и културното признавање на нашите северни соседи и целосно ги заштитува историските и културните интереси на грчкиот народ. Во ова смисла, ние сме многу горди за овој договор, кој јасно ја издигнува позицијата на Грција во регионот и на меѓународно ниво, но уште поважно, даде модел како преку преговори и политички договор да се решат долгогодишните прашања кои имаат особено тешки идентитетски проблем, рече Дусинас. Како што јави дописничката на Мија од Атина, пратеникот од Сириса и председател на Постојаната комисија за надворешни прашања и национална одбрана во грчкиот парламент, на присутните на пеналот посветен на соработката на Грција со арапските земји и објасна дека неодамнешниот историски договор потпишан на Преспанското езеро ги одредува историските, политичките, културните граници меѓу двете соседни земји. Тоа гарантира дека иднината на односите меѓу двете земји и поширокиот регион на Балканот ќе биде иднина на мир и ко-развој и заеднички економски развој, додаде Костас Дузинас, пренесе Мија. Заев. Уставните измени само согласно Преспанскиот договор нема да дозволиме отворање на Пандорината кутија. Премиерот Заев не ја исклучува можноста Охридскиот рамковен договор да биде вклучен во преамбулата на Уставот. Вели изјавата на вице-премиерот Османи ја видел преку медиумите, а за ова прашање ќе се разговара на подпредседателското ниво и во координација на пратениците кои го поддржа почетокот на уставните измени. Охридскиот рамковен договор е составен дел од Уставот на Република Македонија. Тој е вграден во потпишувањето на рамковиот договор. Сакам да упатам порака дека инклузивноста на процесот е важна, но при тоа не смееме со своите амбиции да го застанеме целиот процес и го минимизираме времето неопходно за донесување на сите неопходни чекори, што се проектирани некаде за средината или втората половина на јануари. Ќе разговараме за сите детали. Пратениците вкупно 80 кои дадоа глас за да се отвори уставните промени се важни. Секако со нив ќе разговараме и доколку е тоа прифатливо за сите, ќе ги продолжиме процесите, вклучително и ваквите изјави кои ги слушнав од медиумите, рече Заев. Барањата на албанската опозиција преку амандманите да се официализира албанскиот јазик на цела територија, а Македонија да се дефинира како граѓанска држава, вели Заев, во моментов се премногу амбициозни. Поединечните амбиции не треба да го закочат од почнатиот процес во собранието. Јас ги разбирам потребите на луѓето да отворат дебата, да дадат предлози, посебно креативноста на опозицијата и слично, но за крајот знам дека никој нема право и нема да направи каква било условност на интеграцијата на Македонија во НАТО и Европската унија. Веројатно нема да дозволиме ширење на Пандорината кутија. Тоа го знаат сите и ред е и јас да го потврдам, рече Заев. Втората половина на јануари е рокот во кој премиерот Заев очекува да заврши целиот процес на промена на Уставот. Наместо блокирање на собраниската расправа со амандмани, Заев очекува опозицијската ВМРО-ДПМН да го препознае моментот и да се вклучи во дебатата и во поддршката на уставните измени за што поскоро имплементирање на договорот од Преспа. Арнаудов не открива како се гласи новата претеничка група за одземање на мандатот на Груевски.
Пратеникот Любен Арнаудов од новоформираната пратеничка група не открива како ќе гласа за седницата за одземање на мандатот на екс-премиерот и сегашен пратеник Никола Груевски. Според Арнаудов, ситуацијата е нелогична, оти тој е обвинет за настаните од 27 април, а председателот на комисијата кој треба да расправа за одземање на пратеничкиот мандат е сведок во судскиот процес. Не можеме ништо ние да почитуваме слушатели да ги проследиме уште една соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Четврток, 8 ноември, е големиот празник Митровден. Службата почнува од 9 сатот са бајлето. Соопштение од новата управа овде во Њукастел. За сите погреби во црквата Света Богородица овде во Њукастел, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирање на истиот. За повеќе информации јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456, кај Ристо Веловски на 0414 296910 и кај Саше Стојчевски на 0408 490 148. Исто така може да се јавите кај ови членови на истите броеви за салата ако ви треба за некои веселби или други потреби. Пензионерското друштво го Оцеделче во Њукастел организира прошетка со автобус до Сиднеј во местото Паркли Маркет, и тоа во сабота на 17 ноември со поаѓање на автобусот од пред црковната сала во 7:30 сатот са бајлето. Цената е $20 по лице. Исто така, да најавиме дека пензионерската чланарина може да се платите за ова година ако се јавите во салата секој понеделник и четврток кај управата на пензионерското друштво. Nemoj da gledaš во очиве мои, плачам без солзи за последен пат. Јас би ти го простил другиот, но ти не заслужуваш, тебе ке те казни времето, врати ми го срцето, не си оди со него, оди пеко без него, не го давам залудно. Врати ми го срцето, немам солзи без него, нема љубов во него, веќе се е залудно. Врати ми го срцето. Доста ме прашуваш дали те сакам, зарем ти не гледаш дека е крај. Повтор пат јас не простувам, оди си, заминувај, само застани за миг и врати ми го срцето, не си оди со него, оди пеко без него, не го давам залудно. Врати ми го срцето, немам солзи без него, нема љубов во него, веќе се е залудно. Врати ми го срцето. И моето срце ти го зема и од него крв не извира. Сега е дел од твојата колекција. Тоа срце не е твое, тоа не тагува за нас. Врати го назад за да можам пак да сакам. Врати ми го срцето, не си оди со него, оди пеко без него, не го давам залудно. Врати ми го срцето, немам солзи без него,
su čista duša, su ljubav iskrena. Без нас, ти подумаєш водена без нас, а і ні насолаги нема, твоя спаса любов та. Крев'я горі душата, солза не лекува, а не знам да проставлям. Крев'я горі любов та, любов не судена, а само любов.
ne čeka pred mejana, narodedna reka. Vojne jalodje to se zbrale, tamo peje ubavo to mare. Vojne jalodje to se zbrale, tamo peje ubavo to mare. Pesni pema rasočite šara, to mili brate srce odobara. Meša igrama rasočite šara, to mili brate duša vam i bara. Meša igrama rasočite šara, to mili brate duša vam i bara. Mladost pusta, ne znaje za mera, ta saka ćepovi da tera. Milna pesna daleku se sluša, orolesno meraci za duša. Milna pesna daleku se sluša, orolesno meraci za duša. Pesni pema rasočite šara, to mili brate srce odobara. Meša igrama rasočite šara, to mili brate duša vam i bara. Meša igrama rasočite šara, to mili brate duša vam i bara. Pesni pema rasočite šara, to mili brate srce odobara. Meša igrama rasočite šara, to mili brate duša vam i bara. Meša igrama rasočite šara, to mili brate duša vam i bara. Portite se otvoreni, aj zasvirete, ej svirači, naši od Milza Kođija i Pristina od Tuđina. Naši od Milza Kođija i Pristina od Tuđina. Moj pobratime, daj da se pregrnime, peseni da pejme veseli, čuš da prajme do zori, o duša ta raspejana, da se tresi cela mejana.
kanat na oro. Devere, moj pobratime, daj da se pregrnime, peseni da pejme veseli, čuš da prajme do zori, o duša ta razpejana, da se tresi cela mejana.
Boža majko, kako da ti rečam, dušava me boli mila, sozi sami teča, daleko tuđa zemlja, janske odam stara, pari da si spečala, sreća jazda bara. Prosti mi, majko, solzo moja vrela, i mojevo srce, majko navadela. Daleku negde, janske imam mesto, to srce voke ostane, porodno to mesto. Blagoslov ti bara, majko, že do to ti tvoje. Dušava mi plače mila i srcevo moje. Daleku tuđa zemlja, janske odam stara, pari da si spečala, sreća jazda bara. Prosti mi, majko, solzo moja vrela, i mojevo srce, majko navadela. Daleku negde, janske imam mesto, to srce voke ostane, porodno to mesto. Prosti mi, majko, solzo moja vrela, i mojevo srce, majko navadela. Daleku negde, janske imam mesto, to srce voke ostane, porodno to mesto. Почитуваме слушатели, да ги проследиме соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Четврток, 8 ноември, е големиот празник Митровден. Службата почнува од 9 сатот со бајлето. Пензионерското друштво Гоце Делчев од Њукасел организира прошетка со автобус до Сидне во местото Пакли Маркет. И тоа во сабота на 17 ноември со поаѓање на автобусот од пред црковната сала во 7:30 сатот за бајлето. Цената е $20 по лице. Исто така, Пензионерското друштво најавува дека пензионерската чланарина за ова година може да се платите ако се јавите во салата секој понеделник и четврток кај управата на Пензионерското друштво Гоце Делчев. Исто така, новата управа овде во Њукастел најавуваат за сите погреби во црквава Света Богородица,
црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирање на истиот. За повеќе информации околу ова, јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456, кај Ристо Веловски на 0414 296910 и Стојка и Саша Стојчевски на 0408 490148. Исто така, кај овие членови може да се јавите ако ви треба салата за некои веселби и други потреби. Ви стоиме на располагање. Продолжуваме со најновите вести од Македонија. Судењето за 27 април одложено, влошена состојбата на еден од обвинетите. Судењето за случувањата во Собранието на Република Македонија на 27 април минатата година продолжува утре, откако денешното рочиште судиката Добрила Кацарска го одложи поради влошената здравствена состојба на еден од обвинетите. По паузата за ручек, адвокатот на Сашко Марковски и укажа на судиката Кацарска дека му е влошена состојбата, пошто беше повикана екипа за брза помош. Откако медицинските лици го прегледаа обвинетиот, го известија судот дека нивна препорака е да биде однесен во воена болница и да биде направена рентген снимка, рече Кацарска, и поради тоа расправата се одложува за 31 октомври во 10 сатот. Кацарска посочи дека со огледот и денешното и минатото рочиште траело многу кратко, следните рочишта ќе траат подолго со цел да се постигне тоа што било предвидено да се заврши на овие рочишта. На денешното рочиште беше довршена снимката од Собраниската камера 10, што беше почната во минатото рочиште, а пред паузата се почна со прегледување на снимки од Собраниската безбедносна камера 14. За случајот 27 април обвинети се вкупно 33 лица, од кои 31 за терористичко загрозување на уставниот поредок на државата и 2 за поттикнување. На обвинителната клупа се Љубен Арнаудов, Сашо Василевски, Крсто Муковски, Љупчо Димовски, Јохан Тарчуловски, Митко Чавков, Митко Пешовски, Душко Лазаров, Горан Јошевски, Леви, Оливер Поповски, Оливер Радулов, Сашко Марковски, Муни Пепик, Абдулафи Алеми, Елена Доцевска, Божиновска, Иван Цветановски, Борис Дамовски, Богдан Илиевски, Бетмен, Владо Јовановски, Игор Дурловски, Стефан Младеновски, Михаил Младеновски, Захарија Симовски, Младен Додевски, Јане Ченто, Горанче Ангеловски, Игор Јук, Илија Славевски, Владко Трајков, Уилијам Михајловски, Никола Митревски, Колјо Александар Василевски Нинџа и Митре Митроповски. Шекеринска вели: скандарирањето Македонија е Грчка. На воената парада во Солун не е во духот на пријателство. Она што се случи во воената парада во Грција не е во согласно со духот на договорот од Преспа, со кој сакаме да ги промовираме добрососедните односи. Вака вице-премиерката и министер за одбрана Радмила Шекеринска ги коментира скандирањето на учесниците во воената парада во Солун, кои со извици Македонија е Грчка го обележа денот на борбата против фашизмот во присуство на грчкиот председател и министер за одбрана, како и шеф на италијанската држава. Шекеринска оценува дека во Македонија и во Грција постојат групи кои се против спогодбата од Преспа и кои Балканот го гледаат како зона на конфликти и судири. Токму заради наметнување на духот на пријателството и добрососедството, смета Шекеринска, пораките од Преспанскиот договор треба да бидат уште погласни, а она што е јасно е дека владите во двете земји се вистински посветени во неговото спроведување. Инаку министерката присуствуваше на промоцијата новите 125 професионални војници во Арама, во Скопската касарна Илигден. Ова е втора генерација од вкупно 375 војници кои треба да засилат на армијата годинава. Третиот е последниот конкурс за нови војници, како што најави Шекеринска, ќе биде објавен деновиве. ВМРО ДПМН обвинува дека локалната власт во Прилеп формира ново предпријатие за партиски вработувања. Иако гасот во Прилеп ќе стигне дури за неколку години, општина Прилеп
веќе формира јавно предпријатие за енергетика, чија главна цел ќе биде подготвување на теренот за гасификација. Денеска се назначи и координаторот на предпријатието. Од ВМРО ДПМН обвинија дека предпријатието ќе служи единствено за вдомување на партиски кадри. Ниту има потреба во овој момент од вакво предпријатие. Токму само единствена е потребата да се назначи директор и да се вработуваат партиски послушници во ова предпријатие. Беше кажано само дека се работи за лице Игор Спирковски, кој е самиот наведен дека е во роднински врски со градоначалникот на Прилеп, истакна Петар Ристевски, координатор на советска група на ВМРО ДПМН. Председателот на Советот Миле Талевски рече дека предпријатието се формирало бидејќи морало сериозно да се подготви теренот за ова активност. Тоа подразбира урбанистичко средување со секторот за урбанизам, со подготовка и комуникација со голем број на јавни предпријатија, акционерски друштва и приватни компании, подземниот катастар кој треба да се предведе, рече Миле Талевски, председател на Советот на општина Прилеп. Домаќинствата во Прилеп газ ќе имат за 6 до 7 години, а претходно газ се планира да добијат државните институции и поголемите приватни компании. За програмата Млад земјоделец пријавени 1045 земјоделски производители. За учество во програмата Млад земјоделец во определениот термин за аплицирање од 19 минатиот месец до 19 месецов се пријавени 1045 земјоделци. Од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, производството АПРЕС со седиште во Битола информира дека нивните стручни лица им помагаат на над 870 млади земјоделци во изработка на апликацијата и подготовка на деловен план. Јавниот повик беше наменет за доставување на барања за користење на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој на 2018 година, мерка 112, каде сите млади земјоделци на возраст до 40 години и запишани во единствениот регистер на земјоделски стопанства, согласно Законот за рурални развој, може да аплицира за добивање средства за млад земјоделец. Од програмата за рурален развој, максималната приватлива инвестиција изнесува 600.000 динари, а средствата може да се користат за почнување на земјоделска дејност, односно за инвестиции во опрема за преработка на земјоделски производи и производи од животинско потекло, како и за отворање на сопствен агробизнис, посочуваат од АПРС. Во предвидениот период аплицирале 1045 земјоделци производители, а преку АПРЕС се пријавили 876 млади земјоделци, на кои советниците од агенцијата им ги комплетирале барањата и им изработиле деловен план, како еден од основните документи за поднесување на барањата за користење на финансиската поддршка од ова национална програма. Интересот на земјоделските производители беше најголем во Пелагонискиот регион и регион на Преспа, каде советниците од регионалниот центар Битола при АПРС изработија над 540 комплетни апликации, особено во Битола, Ресен и Прилеп, каде аплицира повеќе од 150 млади земјоделци во секој град, информираат од АПРС и додава дека споредно со минатата година, ова година интересот е зголем за околу 350 апликации. Македонски вина представени во САД и Сингапур. Македонските вина минатата недела беа представени на промоции во САД и Сингапур, а на почетокот на ноември ќе се промовираат во Данска. Представувањето на вината е во организација на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во соработка со Сдруженијата вина од Македонија. Промотивните настани во САД се одржа во Њу Јорк, Њу Џерси и Чикаго. Се представија вината на Тиквеш, Стоби, Далвина, Бовин, Камник, Попов и Екзимит пред дистрибутери, извозени, Хорека и професионални купувачи на вино на пазарот во Америка. И ова година при представувањето на македонските вина посебен акцент е ставен на сортата Врањец, како најголем репрезент на македонските вина и беше организирана мастер-клас презентација за Врањец, што ја водеше
реномираниот вински сомелиер Роджер Брисел. Внукот на Тоше ја објави целосната верзија на неговата најнова песна. Внукот на македонската поп икона Тоше Проевски, Кристијан Ристевски, денеска ја објави целосната верзија за неговата најнова песна We Are Blood. Кристијан песната премиерно ќе ја изведе во петок на VIP арената Борис Трајковски, за кого е закажан концертот во чест да Тоше Проевски и ќе биде промовиран неговиот албум Secret Place. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно до слушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUFM 103.7 in Newcastle.